Вето за вето, датум за датум, одстапка за одстапка. Македонија 18 години чека почеток на преговорите со Европската Унија, а според експертите ќе чека уште долго. Договорот со Грција требаше да ја промени европската перспектива. Сепак, преспанскиот договор, како што вели поранешниот амбасадор Ристо Никовски, беше една огромна грешка во политиките на Македонија, бидејќи иако влеговме во НАТО, не ни го отвори патот до европското семејство. Освен понижување и повреда на националните интереси, не добивме ништо. Европската Унија нема уште долго да се проширува. Да не забораваме, Црна Гора преговара 10 години, Србија 8 години и тие се исто далеко од Брисел колку што сме и ние. Нашата грешка состои во тоа што договорот во Нивице го голтнавме, еден катастрофален историски пораз на македонизмот за џабе. Европската Унија ја потврдува својата безрезервна поддршка за европската перспектива на Западен Балкан. Оваа реченица македонската јавност ја научи на памет. На секој самит европските челници ни порачуваат добра волја, но секогаш има некоја стапица. Вето од Бугарија, реформи во Унијата, предлог нова европска геополитичка заедница. Надежите се ситнат и по завршувањето на секое председателство, а со крајот на француското во јуни се повеќе расте песимизмот, бидејќи и клучните луѓе во ЕУ велат дека следи криза во односите помеѓу Унијата и Западен Балкан. За Никовски можеби единствен начин е да се прифати предлогот на францускиот председател Емануел Макрон. За Македонија е многу поарно и единствено решение да биде дел од таа група, бидејќи друго решение нема, а ако сме таму веќе и ако се концентрираме на она што се бара од нас, очигледно името го продадовме за џабе, а тоа се сега реформите, ако ние ги правиме реформите, ако ние постигнеме стандарди кои се на ниво на Европската Унија, ќе биде многу тешко, бидејќи меѓу другите сега и економскиот развој веќе важен критериум, разбирате, тогаш ние ќе напредуваме. Прашањето што се поставува е дали ќе успееме да ја одржиме енергијата за продолжување на реформите и дали всушност имаме други опции. Како би постигнале суштински напредок по клучните теми во комплицираната домашна политичка сцена. Во моментот ние како општество енергија немаме. Треба да ја изградиме дополнително. За тоа да се случи, таа мора да се изгради, односно мора да се роди од политичките елити. Односно политичките елити мора да создадат консензус за тоа што ќе правиме во меѓувреме додека не е закочен тој процес и мора таа енергија да ја пренесат во вкупното општество. Инаку оставени сами на себе, ние ќе западнеме во апатија и дефетизам. Мислам дека во нервозата и губењето на енергија и доверба кон ЕУ, ние имаме тенденција да го запоставуваме и она што веќе сме го добили. Преспанскиот договор е добар модел и требаше да го затвори тоа прашање, но не заборавите дека ние заради Преспанскиот договор станавме членка на НАТО. Со тек на годините се губи довербата во Европската Унија кај македонските граѓани, а тоа според експертите е очекувано. Последните истражувања покажуваат дека довербата е падната на 9%, иако некогаш била и повеќе од 50%.